Добро утро, почитувани гледачи. Добро дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Израстоците на кожата, како бенки, папиломи или пак други израстоци, се нормална појава, но факт е дека во ретки случаи може да станат и проблематични. Никогаш е тешко да се разграничи дали станува збор за нормална или канцерогена појава на израстокот, па затоа е добро да ги знаеме разликите, симптомите, за да можеме сето тоа да го препознаеме и навреме и соодветно да посетиме дерматолог кој што ќе ја направи вистинската проценка на состојбата. За кожните израстоци папиломи, дали се опасност по здравието или се нормална појава, утрово во Фактор здравје разговараме со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од специјалистичката ординација за дерматовенерологија Дерманова. Добро утро, доктор Верче, и добро ни дојдовте. Добро утро, добро најдов, благодарам на поканата. Так. Зошто имаме израстоци на кожата? И кои се најчестите? Израстоците се нормална појава на кожата, која што со текот на годините пројавува одредена на некој начин промена. Тие може да, меѓутоа во најголем број на случаи се сосема бенигни. Например, папиломите. Тие се една од најчестите причини зошто пациентите бараат помош од дерматолог. Дури некогаш се прилично, како да кажам, успаничени во случај кога ќе дојде до увртување на папиломот, подкачување при самата јас извинам при облекувањето од накитот најчесто се јавуваат во делот околу вратот, може да се јават на било кое друго место, меѓутоа најважно е да се знае дека се тоа бенигни промени, може да бидат во боја на кожа или пак потемни, кај луѓето што имаат потемен тен. Најопасно е тоа што може да имитираат одредена канцерогена појава и пациентите, не знаејќи за што станува збор, а да посегнат по незиното отстранување, да доведат, да направат поголем проблем од оно што е реалниот. Така да. Затоа треба добро да знаеме, нели, да ги разграничиме боите, ама најдоброто нешто го прави дерматологот, па се на посета на дерматолог ќе се направи преглед, па ќе се види за што станува збор и како понатаму, дали ќе се отстрануваат или што ќе се прави. Продолжуваме со разговорот веднаш по првиот блок реклами. Ве поканувам и вас, почитувани гледачи, да не следите и да се јавите, да поставите прашање за да го добиете советот и препораката. Со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од специјалистичката ординација по дерматовенерологија Дерманова, зборуваме за папиломите, обични израстоци или опасност по здравието. Некако така одлучивме да ја насловиме и темата, доктор Верче, а имаме доволно време за да објасниме, нели, и за да знаеме се за оние посебно луѓе кои што се двоумат, се плашат да не може станува збор за бенка, дали е друг израсток, дали да ги отстрануваат и да не посегнуваат на своја рака да го прават тоа. Каде најчесто се појавуваат? Каква им е бојата, пребоеноста и... Така, најчесто се појавуваат во околувратната регија, меѓутоа и на било кое место кај што има преклоп, кожен набор, триење, а тоа се под пазувите, во кубиталните јами, тоа е тука кај лакотната јама фактички, може да се јават и во препоните. Меѓутоа најчесто е околу вратот. Едноставно тука и се најизложени на туѓите погледи и веднаш се забележуваат. Во најголем број случаи се боја на кожа. Меѓутоа, и дури некогаш не можеме да ги повеќе ги опипуваме како една нерамнина на кожата, отколку ги гледаме. Меѓутоа, со текот на времето тие растат. Англискиот назив е skin tag за овие папиломи. Тие се мекин по конзистенција и како да висат на едно конче. Како што пораснуваат, така и добиваат таков еден изглед како да висат, како да се прикачени за кожата. И затоа е тој назив skin tag. Тие воопшто не се опасни, ниту по здравието, меѓутоа повеќе од технички или функционални причини, како што кажавме, бидејќи обично околу вратот голем дел од облеката доведува до дополнително триење и исто така накитот знае да доведе до триење и дури и да ги провоцира да се јават во поголем број.
За некои во одредени ситуации исто така може да бидат и хормонално условени, како што е случајот со појавата околу бременоста. Кај одредени жени знаат дури да се повлечат сами по себе кога ќе дојде до тоа едно хормонално балансот кога ќе се врати, а кај некои не, туку продолжуваат и понатаму да се појавуваат. Доколку човекот има потемна боја на кожа и самите папиломи може да бидат потемно пребоени и тогаш уште повеќе наликуваат на бенки. Пациентите во одредена мера се плашат од нив бидејќи се бемки и не посегнуваат по нивно отстранување и па и обична проверка. Не ги допираат, внимаваат кога се облекуваат или ете накитот кога го ставаат на вратот. Да, во некои ситуации дури се и премногу оптеретени со вниманието околу, а бидејќи секојдневно нели имаме облекување, ставање накид, вадење накид и така натаму, и тоа психолошко оптеретување многу повеќе штети отколку самите папиломи, самите израстоци. Така, кај некого може би помалку, кај некого може би многу да има папиломи, особено ако со тек на годините се оставаат и не се реагира во смисла на нивно отстранување. Бидејќи иако се бенигни израстоци, според мене треба да се отстрануваат, бидејќи со текот на годините ги добиваме во се поголем број и со тоа прават еден вид и дијагностичка потешкотија во тоа море од папиломи, да се открие нешто што може би било и опасно. Што може би и би било опасно. Така, со текот на возраста, така, или па може во кој било период од животот да се јават? Ретко се јавуваат и кај дечиња и кај адолесценти, обично на тие места на триење, меѓутоа најчести се кај возрастните и со текот на годините таа честота, фреквенција и бројност станува се поголема и поголема. Така, не се пренесуваат од човек на човек, не се заразни, туку на самото место каде што веќе се појавиле, тие си се прошируваат. Фрикцијата, односно причините за нивната појава и натаму остануваат и затоа и папиломите се јавуваат во се поголем број. Има кај одредени пациенти, например кај што имаме пообезни пациенти, кај што имаме или поголемо триење всушност и повеќе кожни набори, исто така се јавуваат во поголем број. Така, освен папиломите и бемките, што кои најчесто нели ги спомнуваме, кои други израстоци на кожата најчести се кератозите. Тие пак се јавуваат обично, уствари може да се јават на било кој дел од телото, дури и на скалпот, под косата. Најчести, меѓутоа најбројни се под градите, кај жените во предел на стомакот, а кај мажите на грбот. И тие представуваат една од најчестите диференцијално дијагностички потешкоти, бидејќи може да растат со тек на времето, ја менуваат бојата, и лесно се иритираат, може да се изронат, значи да го сменат изгледот и предизвикуваат страв кај пациентите, бидејќи сите овие промени ни се еден вид аларм за да провериме дали станува збор за рак на кожа. Значи, кога промената не е јасно ограничена, има шаренило од бои, ивиците се неравни, а сето тоа може да се сретне кај една себороична кератоза. Меѓутоа, ама најмногу ни наликува така, како на некоја бенка што почнала да се менува, ама и добро е така ако го забележиме тоа, па ќе направиме преглед кај дерматолог, па ќе ги видиме и другите бемки, ќе ги провериме во самиот мора да се направи проверка, бидејќи без да речеме овој дермоскопски преглед ние не можеме да направиме јасна дистинкција дали се работи за кератоза, дали се работи за папилом или за нешто сосема друго. Бидејќи во медицината нели основно е да имате поставено вистинската дијагноза, а потоа лекувањето е секако нели поуспешно и целосно, целисходно. Да. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме, повелете. Поздрав до докторката и до водителката. Ви благодариме. Имам папиломи на вратот. Неколку се 4-5 со тенка кожичка на врвот. Пред неколку години, може има 10-15, исто се јавија, тогаш ги изгоре. Сега, кажете, до докторката е прашањето, дали треба да одам да ги решам. Аха, и овие што отпосле се појавиле, така? Да, инаку 70 години имам, немам проблеми некои, не се гледаат на страничниот дел од вратот се. Добро. А правите ли редовни прегледи за проверка на бемките?
Не, немам бемки. Овие се точно ко кожички што висат. Ама некаде на телото мора да имате некоја бемка, сигурно. Некогаш и не ги забележуваме. Бемка немам. Добро, добро, во ред, ви благодариме за јавувањето. Да, одстранети се, ама може ли повторно по годините да се појават? Годините се појавуваат, значи тоа се бенигни израстоци. Во крајна линија, ако е поставена точна дијагноза, ако е направен преглед и е потврдено дека се работи само за папиломи, нема потреба од вадење, освен ако на пациентот му пречат или пак представуваат некоја друга, како да кажам, загриженост. Значи, при самата манипулација, господјата е во години. Ако, значи, е направена дијагностика и е потврдено дека се папиломи, не е неопходно да се извадат. Зборам за помладите лица, например, на 30 години веќе имаат папиломи. Ако вие ги оставате тие папиломи, еве и господјата, кога била помлада, ги отстранила еднаш, сега веќе можеби не сметаат толку, така? И се во многу помал број, веројатно, како рече, 3-4 кои се појавиле. Ако вие од 30-та година ви се појавуваат папиломи, не ги отстранувате, веќе во 4-та, 5-та, 6-та деценија тука ќе настанат може и море од папиломи и после тоа не знаеме што се случува. Затоа поентата е и од технички причини и за едноставно кога имаме почиста кожа, полесно го правиме прегледот или полесно забележуваме доколку се појави нешто необично. Така. Некои може да бидат само благо испакнати, како рековте, некои може да бидат така во малку да висат така од кожата, и тие ни представуваат малку поголем проблем од страв да не ги закачиме, да не се откачат. Ако се случи такво нешто, е опасно? Не е опасно. Значи, папиломите се буквално само еден кожен израсток, продолжеток на кожата со незината вообичаена нормална градба, и кога се на многу тенка петелка, можат самите да се увртат и да станува таа self-amputation, фактички самата си го пресекува дотокот на крв и отпаѓа. Значи, тука не е ништо страшно. Меѓутоа, ако имаме воспалено папиломче или нешто што крвари, ја сменило бојата, сепак треба да се дојде на преглед, да се види со овој едноставен апарат дали е тоа навистина папиломче. Ако е премногу раскрварено, да се даде одредена терапија, да се стабилизира и потоа да се види кога ќе се врати во вистинската состојба, ако се врати, и да се докаже таа, значи, дијагноза дека е навистина папилом. Бидејќи имаме, например, рак на кожа кој во поодминатите фази, а некој порано, например, базалиомат, веднаш се раскрварува и може да личи на такво мало јазолче кое што постојано прави некоја струпка, некоја куркичка која што паѓа и потоа повторно се појавува. И исто така може да се јави во тој дел околу вратот многу често. Значи, основниот постулат во медицината, ако имате добра дијагностика, терапијата потоа е целисходна и како да кажам, позитивно завршува. Немаме проблем. Го дава посакуваниот резултат и посакуваниот ефект. За да се отстрана така и од естетски или од функционални причини, кој е начинот на отстранување кога веќе човек сака, така да нема или оние кои премногу ги имаат папиломите? Да. Значи, целисходен леге артис начин е со одредени медицински препарати, односно апарати, да кажам, кои што се потврдени дека се наменети за таа проблематика. Тоа е течниот азот и радиофреквенцијата, каутерот, значи може и со ласери во последно време, значи тоа се деструктивни методи. Меѓутоа, од друга страна или пациентиве, иако има една група луѓе кои што се премногу исплашени и не сакаат да ги пипнат, одреден друг дел од популацијата пак посегнува по немедицински методи за отстранување на папиломи. Или отстранување во домашни услови. Или во домашни услови, што е пак до негде подобро доколку веќе имате поставена дијагноза, меѓутоа сепак треба медицинско лице да го направи тоа, бидејќи тоа ќе биде, дали да биде во еден акт или повеќе акти, сепак ќе биде завршено како што треба, нема да има остатоци, па потоа да има и повторување на промената и така натаму. Немедицинскиот начин по кој посегаат многу од нашите граѓани, дури и медицински лица, што многу изненадува, е тоа горење, така наречено, кај надри лекари. Значи, тие користат одредени каустични средства, кои буквално ја горат кожата, прават интензивна некроза и интензивна фиброза потоа, на местото каде што е нанесено тоа средство, кое не знаеме што е. И многу често, значи тоа се сосудаваат рани кои долго време заздравуваат, може да остават келоиди или хипертрофични лузни, бидејќи тоа е еден вид јака изгореница со хемиско средство.
што предизвикува буење на фиброзното ткиво, кај одредени пациенти може да направат хипертрофични лузни, меѓутоа тоа не е толку страшно. Страшното е тоа доколку се третира промена која не е бенигна, односно не е папилом, туку нешто друго, и особено, нели, ако се работи за рак на кожа, или тоа од оној најопасниот меланомот, бидејќи меланомот некојаш може да биде и безбоен, и може да наликува на сосема бенигна промена. Значи тука настанува проблемот, Таа е значи опасноста, така, да не со тоа ќе се пробаме расшири, да изгориме и некое место кое што така не е папилом, туку е некоја друга промена, а сами не знаеме и не можеме така да процениме. Затоа, процедурата на одредување на дијагнозата е со овој едноставен рачен микроскоп, го викаме, кој што има собствен извор на светлина, се пренесува до кожата и се посматраат структурите. Значи не боли, може мошне кратко да трае во рацете на искусен дермоскопист, а ни кажува многу. Значи во последно време го користиме и во дијагноза на секојдневните воспалителни промени на кожата, кои што се и најчести, да речеме, псоријаза, розацеа, себореа. Не само во прегледите за бемките, и за карциноми на кожа, дури ни помага и во одредување на одредени наоѓање на паразити, како што е паразитот на шугата, кој што исто така се враќа на голема врата во последно време. Дури и во големи центри, например, минатата година во Лондон имаше епидемија на шуга. Кај негувани лица, негуваната шуга е многу потешка за дијагностицирање и за третирање, бидејќи станала рефрактерна на терапијата. Ова околу паразитите... Да, и ќе се надоврземе и со другото, само да го слушнеме гледачот и неговото прашање. Повелете, добро утро. Добро утро, поздрав до вас во студиото. Ви благодариме. Имам прашање за докторката. Јас сум возрастна жена на 80 години скоро. Склонна сум на бемки и ми никнат преку ног, што се вика, ама мируваат. Сега во последно време на лицето околу носот специјално ми се појави едни мали ситни боболичиња, не само така нешто са бели. И сега дали да се јавам на лекар или некако да ги третирам сама. Благодарам. Добро, ви благодариме и ние вам за јавувањето. Значи, како ќе ги третирате сама кога не знаете што се? Значи, докторот ќе направи еден едноставен преглед, ќе види зашто се работи и ќе ви даде насока за најефикасна терапија. Но може и во ординација да се третира, доколку, например, се работи за еден вид на кератози. Рековме, тие може да бидат и со боја на кожа. Може да се работи за нешто сосема друго. Има ангиофиброми, може да се јават дури кога се обично во поголем број се најчесто бенигни. Меѓутоа не мора да значи. Затоа велам, кога имаме добра дијагностика, после терапијата не е проблем. Ако може во ординација, да се направи во ординација, ако може во домашни услови, му се препорачуваат на пациентот соодветни средства. Не е се нешто што се појавува по интернет порталите, тоа е страшно во последно време, какви лаги и дезинформации се пласираат. Последно што слушнав покрај ова за папиломите и за крема за лекување на липоми. Тоа е сосема погрешно и е комплетен медицински нонсенс и да не посега, да не си трошат пари граѓаните, нека се јава. Липомот едноставно е еден подкожен, подлабок тумор кој што е од масно ткиво и во никој случај не може да се излекува со нанесување нешто однадвор. Така да за другата се има со каква терапија треба да се. Некогаш промените на кожата, посебно и на лицето кои ќе се појават, може да ни укажат и на некаков друг здравствен проблем. Да, секако. Обично ништо околу очите, под очите што се појавува. Така не мора да значи го поврзуваат со маснотиите во телото или пак нешто со црниот околу очите ксантелазмите знаат да се јават, тие може да бидат поврзани со покачени масноти, но не мора да значи. Секако треба да го прашаме пациентот. Обично се тие се јавуваат кај повеќе членови од семејството, значи има некоја наклонетост. Постои една ситуација во која одеднаш, ако се појават многу, например, чери ангиоми од оние црвени точки или пак темни точки, како што се кератозите, тоа може да биде поврзано со одреден процес во организмот, дури и малигно заболување. Значи, нагли промени кои што се манифестираат на кожата со некаков осип или пак израстоци, особено одеднаш ако се јават, заслужуваат, значи, и задолжително се препорачува да се направи консултација со лекар за да нешто не се испушти. Или пак во одредени ситуации кога имаме, например,
многу тешка клиничка слика на една банална дерматоза. Да речеме зостерот, кој што оди само со меурчиње, со чешање, со болка, во одредени ситуации може да биде и паранеопластичен, односно ако е во голема мера проширен, ако има крварење, некрози, секогаш распрашуваме за други симптоми и го праќаме пациентот на една подетална анализа. Значи, одредени автоимуни заболувања исто така се манифестираат преку кожни исипи, особено при првото сонце, ако имаме фотосензитивност, не насочува на преиспитување на оние автоимуни заболувања од групата на лупус и така натаму. Кожата е огледало на нашето здравје и секогаш не треба да ги занемаруваме промените кои се појавуваат, бидејќи малку посериозно да ги сваќаме, така? Сите промени. А доволен е еден преглед да се направи. Така, да се проверат. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добро утро. Добро утро, вие сте во програма вклучени, повелете. Вака, прочитав само Вера Тодоровска, докторката, нешто работев и покасно се уклучив. Имам повеќе израстоци на лицето, меѓутоа имам еден израсток над капакот, баш на самиот капак на окото. И тој веќе е 3-4 години и се разликува од другите израстоци, затоа што еден израсток имав вамо на левото око, често пати знае малку некојаш ако побидам груба со бришење крпа или не знам. Во некоја ситуација ќе ми прокрвави. Али ова е од друг тип, некако како збужена кожа, сигурно има искуство докторката. И сега и повторно истото прашање и до вас. Да, дали сте направиле, дали сте го прегледале тоа на дерматолог? Не, сакам да отидам кај докторката. Добро, ајде сега совет и препорака, да, ви благодариме за јавувањето. Значи, ова е, секогаш кога забележувате нешто што е поинакво од другите, мора да се прегледа. Бидејќи многу често овие фибромчиња, папиломчиња се јавуваат и околу очните капаци, бидејќи тука е многу тенка и растресита кожата и со тек на годините нели растат. Меѓутоа, тоа е исто регија во која што го гледаме и базоцелуларниот карцином на кожа, додуше тој обично се јавува околу самите кај што излегуваат трепките, да речеме, на капаците, меѓутоа ништо не е исклучено. Имаме и друг тип на бенигни израстоци, како хидраденоми, хидроцистоми, кои што се јавуваат околу жлездичките, што многу ги има околу очите, околу трепките и на капаците, така да треба да се прегледа. Значи, ако е сега пациентка да рече како набрана кожа, меѓутоа тоа ништо не значи. Може да е и обичен фибром, меѓутоа зошто е различен од другите. Така да секако треба да се прегледа. Значи, околу очите имаме, како и кожата која што има многу, ние викаме додатоци, тоа се лојните жлезди, потните жлезди, апокрините, екрините жлезди, самите кератиноцити, базалните клетки, сите тие можат во еден момент да хипертрофираат, односно да се намножат во поголем број и да дадат некаков израсток. И тој израсток потоа ние ќе го детектираме како ТУ, да не се плашат пациентите, ТУ значи тумор на латински, односно израсток. И тој тумор може да биде бениген, ако е бениген, кажуваме, ако сме сигурни во диагностика, дали е хидраденом, дали е хидроцистом, дали е еден вид на обичен фибром, значи има различни израстоци. Ако сме сигурни дека е опасно, дека е малигном, ги испраќаме на хируршко решавање. Ако не сме сигурни, пак правиме одредена, или забележуваме дека е сомнително за нешто, пак ги праќаме на отстранување со цел да се докаже вистинската диагноза. Значи секогаш кога имате добра диагноза, ако сте сигурни во тоа, лекувањето е успешно. Значи затоа мора да се стремиме кон тоа се што имаме на кожата, да се провери прво, па потоа да се лекува, да не посегнуваат граѓаните веднаш по некој чудотворен лек кој што ќе го реши нивниот проблем за многу кратко време. Така. А тој всушност може да направи и друг проблем. Да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Верче, кога веќе ги споменавте, нели и шугата, таа е така предизвикана од паразити, ама има една погрешна поврзаност на папиломите со паразитите. Така, пак кога ќе слушнат на многу социјални мрежи, така и интернетот, волшебни напитоци за чистење на телото или детоксикација од паразити. Да, и обично ги поврзуваат со некои јавни личности кои што немаат никаква поврзаност со тие препарати. Да не посегнуваат по такво нешто. Никако. Значи секогаш, нели, препаратите за лекување се знае кај се наоѓаат, тоа се аптеките.
Овој во последно време, мислам се, можеби последниве 2 години веќе оди некој прилог на интернет и јас лично го прочитав и да ви кажам искрено се исплашив од сето она што беше таму напишано и прикажано преку слики. А е сосема неточно. Значи, папиломите се сосема едни банални израстоци со боја на кожа, како што рековме, кои што нема човек кој што нема по некое папиломче. Значи, се многу чести. Нема никаква поврзаност со паразити. Рековме, може да има хормонално влијание или пак да речеме кај пациенти кои што се обесни, кои што се погојазни или пак имаат нарушена регулација на шеќерот, може да се почести. Така да, никаква поврзаност со општото здравје или со било какви паразити не постои кај овој тип на кожни промени, да не се секираат пациентите, да не се загрижуваат и да не посегнуваат по тие некои чудотворни напитоци кои ќе го решат проблемот, тоа нема никаква врска со медицината. Така, или пак некаква течност со која што сами ќе можат да ги изгорат папиломите, што значи во дерматолошката ординација одстранувањето? Како се врши одстранувањето тие на папиломите? течности што се наоѓаат и во аптеките на база се обично на салицилна киселина или некој друг кератолитик, кој што едноставно го суши, го гори, народно кажано, израстокот и обично се наменети и ние дури ги препорачуваме кај одредени брадавички, меѓутоа пак да знаете на кое место треба, така? Кои што претходно се диагностицирани или други израстоци, меѓутоа сепак во домашни услови многу често знае да се направи поголема иритација на околната кожа отколку да се постигне очекуваниот ефект. Затоа е најубаво да се остранат во ординација. Како што реков, постојат многу деструктивни методи кои што можат многу лесно и елегантно да направат отстранување. Од најобичниот течен азот, кој што обично сега зависно од големината на папиломите може да се повторува тој третман на 2 недели, меѓутоа воопшто не боли, нема никакви нус ефекти, не остануваат никакви промени на кожата, буквално се третира само израстокот. Не треба ни посебна припрема, или пак имате со радиобранови, со радиофреквенција, со каутеризација, со ласери, кои што се малку поагресивни, па може би бараат и одредена подготовка во смисла на локален анестетик и секако тоа се, да речеме, поефикасни методи, бидејќи еднократно се употребуваат и веднаш го отстрануваат израстокот. Тоа е веќе А овде со другото треба малку да почекате, така како еден природен процес сами да Меѓутоа, кај овие поагресивните методи, ако имате почувствителна кожа која што е хиперреактивна, може да настане и одредена реакција, па некогаш дури остануваат и лузнички, да кажем, или диспигментација, меѓутоа сето тоа зависи од пациент до пациент, од неговите желби, од неговото време, меѓутоа од неговата кожа. И докторот е оној вие правите проценка, така? Ќе направи проценка и ќе предложи кој тип на отстранување е најпогоден за него, имајќи ги во предвид сите тие услови. Така, па дури ако се вака израстоци папиломи на капакот на окото или некаде во близина, така, не треба да стравуваме, мислам, се заштитува окото, се заштитува, така и ќе се работи, еве како овде ова е еден вид брадавичка. Значи имаме и брадавички кои што се вирусни израстоци и кои што може да налекуваат. На оваа слика ова може да бидат фиброми, меѓутоа може да бидат и бемки. Има одредени бемки што се со боја на кожа и доколку се во голема мера присутни на кожата на пациентот, тие укажуваат на одреден генотип кој што прави поголема склоност кон појава на меланом. На еден тип на меланом, и тоа ни е, значи, еден знак како да пристапиме кај пациентот со таква проблематика. Значи, се она што се појавува на кожата кај искусен дерматолог е буквално една, како букварја чита кожата, еден абецедар, според кој веднаш може да процениме многу за самиот пациент, дури за неговиот начин на живот и коморбидитети кои што се кај него јавуваат или пак би можеле да се присутни, а се уште не се детектирани. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Да, се слушаме убаво, така? Се слушаме, да. Само сакам да прашам, кај мене ки момчето почнаа сега да излева како црвени точки, ја слушнав докторката како што ги кажуваше, дали може тие нешто да одат на малигно или на тумор? А има он и такви големи папиломи на ваквото подмишки. А колку години има?
а на оне 66 години. Аха, 66 момчето години. рековте. Добро, Да, да, момче. така, да. А и Так. јас само да прашам, имаме дома куче. Оно лани фана папиломи. Ние го однесиме на ветеринар и оно доби, мислам, примаше инфузии од ние што се хемотерапија инфузии и апчиња. Дали Тоа е може нешто. нешто да биде пренесител или не? Добро, ви благодариме за јавувањето. Да, На крај сме веќе на емисијата, па кратко да. и да одговориме, доктор Ова со Верче. кучето нешто друго е, штом хемотерапија, најверојатно некој е малигно, што не е заразно, ако ветеринарот не им нагласил. Кај сопругот има одредени големи израстоци, кои ги викаме фиброма моле, исто така висат, меѓутоа е друга проблематика, исто се бенигни и тие може да се отстранат и секогаш се препорачува со малку поагресивни во еден акт да се отстрани бидејќи е поголемо, значи може да биде како зрно лешник да речеме, што е релативно големо, али е сепак бенигно. И црвените точки, тоа се капиларчиња проширени, кои што се јавуваат со годините, меѓутоа ако се во голем број и одеднаш се јават, треба да се направи проверка, особено на трансаминазите, односно на јетрените проби и оние хематолошките параметри во крвта, за сепак да се исклучи некоја подлога, некоја заболување. Така да. На самиот крај, доктор Верче, значи папиломите не се опасни, ама ако пробуваме сами на своја рака нешто да правиме, можеме да направиме превид, па не знаеме дали е бемка, со дермоскопот убаво ќе се види така и некоја промена која со голо око или со лупа не можеме да ја забележиме. Точно така. Така? Дојдете на дијагностика, кај дерматолог, ќе се направи отстранување, ќе бидете мирни, без никакви последици, без никакви лоши на крај Исходи. Така, да. Ви благодарам уште еднаш, а благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам убав и пријатен викенд.